Здраво, ова е 250-тото издание на Видеологија со Златко Ѓеревски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Тар на Тод Филд, во кој станува збор за Лидија Тар, глумена од Кейт Бланшет, која е првата жена избрана за музички директор на германски оркестар, централен лик која се смета дека е еден од најголемите модерни композитори и диригенти во рамките на интернационалната музичка сцена на класична музика. Се запознаваме со Лидија во периодот кога се наоѓа на врвот на незината кариера, достигнувајќи ги зацртаните дострели со макотрпна работа, меѓутоа во пикот на незината надменост, кога светот го држи во незиното дланка, ги согледуваме незините нечестиви делувања, односно корумпирањето на доделената моќ и демаркирањето на собствените ингеренции, поставувајќи препреки на незините соработници да ги обесили, за да не може да се себе реализираат на професионално поле. Секако дека евидентна е дискрепанца помеѓу тоа што го кажува во интервју и тоа што го чини, непобитно е дека е еден примерок од многуте хипокрити со морален релативизам, кои во иднина би станале полноважен идол на младите композиторки. Убеден сум дека гледачот ќе согледа моќта која би ја почувствувал секој што би диригирал ѕидот звук продуциран од врвни музичари, свирен по негово темпо, чин кој раѓа самодоверба во него, но одговорноста која доаѓа од секоја моќ ја злоупотребува Лидија. Ако раководењето со оркестарот е силната страна на ликот, Филд безпоштедно и бестрашно му ја посочува на гледачот дихотомијата од поглед на интимата, ранливата страна на ликот и неговиот празен живот, исполнет со злонамера, завист и обсесија, лик кој ги експлоатира потенцијалите на неговите соработници. Лидија свесна е дека очајно се обидува да ја зграбчи старата слава, мачејќи се со создавање на својата нова композиција и со потрагата по иновативен пристап за малеровата изведба, но останувањето под светлото на рефлекторот по секоја цена бара газење на мртви тела и грижа на совест, што раѓа когнитивна дисонанца која се манифестира како накршнување на реалноста и истекување на здравиот разум од неа, водејќи до аболиција на мисла. Контрадикторно е однесувањето на Лидија во поглед на студентите кои ги подучува, затоа што најпрвен ги исмева дека нивната душа ја диктира социјалните мрежи, а кога ќе се навредат од незиното изложување на баналноста на нивните сведогледи и пред се предрасуди во поглед на светските композитори кои живееле во други времиња и ги судат со денешните вредности, што е тотално погрешна методологија, посочувајќи им ја дистинкцијата помеѓу големината на едно дело, независно од однесувањето на авторот, затоа што утре и тие може да бидат судени според нивното однесување, без разлика на нивното декларирање и да биде занемарена творбата, не поради естетскиот неквалитет, туку поради нивниот темперамент, на што тие се лутат, а Лидија го класифицира нивниот нарцизам како непријател на креацијата, замката на удобноста која ја поставува конформизмот. Содржајна е силната социокритика не само на однесувањето на младите кои живеат поделени животи во реалноста и социјалните мрежи, кај што приватноста на славните подлегнува на јавна осуда, но исто така се обелоденува зловесното однесување на диригентката која што постепено ја труе музичката сцена, представувајќи детерминиран женски пандан налик холивудските узурпатори на моќта во тој културолошки феномен на исклучување. Несомнено дека Лидија е авторка од највисок ранг во својот фах, која е голем поборник против конформизмот на создавањето, правејќи од авторите неоригинални роботи, факсимил кој сака да го копира својот идол, наместо да се потпре на нивните автентични и оригинални пориви за создавање на музички творби или нивна интерпретација. Од друга страна пак, како композиторка, нужно е да се сотре собственото јас кога се создава творбата, меѓутоа тоа потиснато јас во отворењето излегува на површина во приватниот живот на Лидија, која што ја злоупотребува довербата на својата партнерка за условно кажано младо месо, задоволувајќи го храмот на телесното задоволство, занемарувајќи ги незините долгогодишни соработнички, помошнички, односно негирајќи го нивниот досегашен придонес на сметка на фасцинацијата со младата виолончелистка. Референцата за крокодилите на Апокалипса сега дека беше добре дојдена во делото, затоа што сведочи за уште еден мајстор на занаетот, која предизвикал реалноста со својата обсесија и
таа, како крокодилите, ќе избега од претходниот живот и ќе се обиде да го најде своето место во друг дел од светот, кај што го нема уништено екосистемот со своето паразитско однесување и се уште не ја злоупотребила својата позиција на моќ, предизвикувајќи незадоволство и несреќа на секој што ќе и се доближи. Епилогот делува визуелно зачудувачки, но прашање и диригирање на музика за видеоиграта Monster Hunter пред публика на косплеери, како нужно бегство, односно протерување од западниот свет на класичната музика, во кој тар веќе не е добредојден. Прашање на време е само кога истокот ќе биде презаситен од незините манипулативни игри и дидактиката ќе ја отсвири последната нота. Кейт Бланшет го владее пијаното, германскиот, но и убедливо раководи со оркестарот, така што не знам дали има нешто што не е возможно оваа актерка на веродостоен начин да го долови на филмското платно, заклучок кој неминовно е да го увидите по гледањето на филмот, затоа што без незината посветеност не би постоел филмот. Колку и да е самоуверен и самобендис на ликот, се напукнува психата со помош на повремените звуци и бучава, кои го подхрануваат незиниот немир, изваден на површина на напугнатиот лик со перформансот на Бланшет. Паралела можам да впрегнам со уште еден силен, но фаличен женски лик од модерната кинематографија, кој што ми е сроден и на тематско рамниште со тар, а тоа е филмот Лара од 2019 година и евокативната носечка улога на ладнокрвната Корина Харфуш. Монтажерката на Римини и Хорс Глори, односно жената задолжена за сечење и лепење на запрепастувачките филмови на Михаел Ханеке, Моника Вили, е задолжена и за задржување на вниманието на гледачот на филмот на Тод, што на хартија делува како невозможна мисија покрај импозантните 160 минути и неатрактивната тематика за многумина, меѓутоа во ниту еден миг јас не ја почувствува потребата за посегнување по мобилниот телефон, затоа што нанизот на интригите во кои се вплеткува тар се прераскажани на тој начин што секој нареден кадар во низата може да биде мигот која ќе се скруши кулата од карти на незиниот живот поради последиците на незиното надмено и манипулативно однесување, давајќи му на гледачот дознаење со постојаното дозирање дека виреат занемарени последици од каузалниот след, кои кога тогаш ќе ја престигнат Лидија и ќе мора да се појави отвор од кој ќе понира репресијата која се наталожува 2 сати во филмот. Човекот кој е виновен за изложување на вашите очи на прекрасните одмерени и калкулирани кадри е снимателот на A Quiet Passion, Терор, Пачинко, Official Secrets и Antlers, односно Флориан Хофмајстер. Што да ви кажам за сцената во Джулиард и возбудата која ми ја предизвикуваше во секоја одмината минута од непрекинатиот дол кадар во кој камерата танцуваше со Бланшет. Тој со неговата Алекса го исполнува секој кадар во кој се наоѓа Бланшет во ентериерите со празнотија и ладнокрвна Кюбрикова и Ханекеева прецизност, која треба да соодветствува на незината самотија и снима од жабра перспектива за да ја истакне големината на ликот додека диригира во кулминацијата на кариерата, но исто така ги кадрира сите вербални бодежи кои ги нанесува и претрпува ликот. Музиката има пресудно значење во филмот за композиторка и диригентка, а неја ја компонира авторката која е спомната во дијалога на филмот, одличната Хилдур Гуднадотер, која беше задолжена за музиката на Джокер, Чернобил и Сикарио, која е симфонична придружничка во елегичните секвенци, кај што е препуштена на осаменоста и отуѓеноста, кај што напукнува ликот. Режисерот Тод Филд влегува во филмската индустрија преку неговата актерска способност и музика, а првите кратки филмови ги режира во почетокот на 90-тите. Првиот долг игран филм му е In the Bedroom од 2001 година, семејна мелодрама во која Ник Стал го глуми студентот кој се заљубува во разведениот лик на Мариса Томеј, врска која ќе предизвика револт помеѓу нивните најблиски. Филм кој се здоби со номинации за Оскар во 2000-тите, режираше и епизода од серијата Карнивале и го снеми долгиот Little Children во 2006 година, кај што семејните сплетки во предградието на Масачусетс беа предуслов да се сплотат љубовници од 2 брака без љубов, како и животите на еден полицаец и на еден педофил, глумени од Кейт Винслет, Патрик Вилсон, Дженифер Коноли и морничавиот Джекил Хейли, улога која мислам дека беше пресудна тој да оглуми Фреди Кругер во ремейкот. Несомнено дека има голема пауза направено помеѓу филмовите кои ги има режирано, но за да се сними тар секако дека треба Бланшет да ја оживее улогата и потребните продукциски изискувања да си го најдат своето место.
Убеден сум дека сите тие кои нема да ги воодушеви Бланшет со нејзината изведба, ќе бидат заробеници на време траењето на делото и ќе бараат пандани на неа во текот на филмот, разочарувајќи се уште повеќе зашто ги нема. Би сметале дека е нефункционално сценариото, зашто не станува збор во делото. Слабост е тоа што требаше да чекаме 19 години за да биде снимен филмот. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, кај што Кейт Бланшет се закити со Волпи куп за најдобра актерка, што нема да биде нејзина последна награда за филмот, затоа што во меѓувреме се закити и со награди за најдобра актерка за Palm Springs и Санта Барбара, а филмот играше и на фестивалите Telluride, Нью Йорк, Торонто, Камера и Маж, а моментално филмот има 5 номинации за Готам наградите и 7 номинации за Independent Spirit наградите. Не се сомневам дека ќе добие неколку номинации за Оскар, меѓутоа би било неправедно доколку Бланшет не ја збогати колекцијата со уште еден Оскар, затоа што барем јас оваа година не сум погледнал подобар перформанс на некоја женска улога од незината. Focus Features на Universal го дистрибуираат филмот. Филм во кој на режисерот му беа потребни 16 години за да се создадат соодветни услови, за да се оживее фаличниот лик и демонстрира подемот и падот на диригентката, која што свесно одлучува да биде дел од проблемот, а не решението, пред да стане жртва на собствените одлуки и кармата ја диригира свитата на низината пропаст. Егото е најголемиот непријател на секој уметник. Ако морам да го евалуирам, тогаш Тар од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 250-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за досегашното внимание во изминатите 5 сезони на емисијата, за надеж дека ќе ја оправдам вашата доверба и во наредната сезона. Поздрав!